денеска е годишница на син Арман Аслак на 23.01.2019 година, 22:40 минути. Излегува дома и од тој момент ни трага ни глас. После тој ден, после 2 дена или во сабота или така, пријавивме дека ишезнат. Во понеделник добивме екипа од потраги, се консултиравме, дадовме тоа што требаше информација за него и чекавме неколку дена, се јавувавме цело време, помина месец дена, едва успеа еден видео снимак да набават, тоа го имат органите, и од тогаш, од тоа мртва точка и више не се покрена ништо понатаму. И цело време има ли нешто ново? Нема. Има нешто ново? Нема. И не можеме. И министерот имавме неколку пати обеќаваше дека ќе се консултира со тие што го работи случајот и од тоа нема ништо. Кај заменикот, кај Нухију бевме и кај него 2 пати и од него нема ништо конкретно. И кај господинот Зоран Заев и кај него имавме прием, комуницирале сите. Не можам да се пожалам дека нема комуникација, само тоа комуникација беше од узалуд, само ветувања, празни ветувања и ништо по тоа. И цело време предметот да биде во секторот за потраги, а тоа више не може да биде така дека тој не бил малумен, не бил душевно болен за да се изгуби да се бара на тој начин. Јас неколку пати им посочив да барат и другите органи да се уклучат, другите единици, и од тоа нема ништо до ден денеска. И обвинителството не дал насока да се земе или организиран криминал, или по потраги, или по насилство и така. И таму имам исто пријавено и од нив нема ништо до ден денеска. И сега и кај новиот технички министер, кај него дадов барање за прием, чекам и кај него да видат варда како персоналисто на неговата работа, варда ќе даде некои подобни конструкции или може да се организират да се најде трагат или каде, дали е во живите или во мртвите. Кои се ваши сомневања, на кои се сумњате? Сега сумњам на сите. Имавте проблем со некој? Тоа проблеми, тоа биле многу одавно тие проблеми, после тоа имаше затишие и не можам да насочам ниедна насока во овој случај. Некои спекулации за наводни долгови во Косово дека има? Имаше такви спекулации, јас тие не можам да ги потврдам, екипата во потраги со тоа се занимаваше цело време и не може ништо да открие дека е во тој, ако има должнички доверителни работи, тоа некој пак би ги сакал да го земе свој дел, а не да го... Значи погрешна насока била истрагата. Има погрешна насока, може имат нешто, ама конкретно нема јас ништо тоа. Значи вие немате сознание? Да, немам сознание, тоа беше од органите за прогон, тие сознание што ги манипулираат, цело време се држаа во тој контекст. Кога беше последниот контакт со него? Кај беше? Последниот контакт беше бил во неговиот стан. Јас живеам опозит. Јас живеам во 9-ти, он живее во 4-ти. Кога се прибрав дома, беше до 21 и 3 минути беше последниот контакт со него.